Собранието на Република Македонија денеска првпат по изборот на новата влада одржа седница за пратенички прашања. На самиот почеток од седницата, пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН Илија Димовски од собраниската говорница го запраша премиерот Зоран Заев зошто владата го постави европското знаменце на законот со јазиците. Димовски потенцираше дека и еврокомесарот Хан вели дека овој закон не е дел од приоритетите на Европската унија. Според Димовски, овој закон има голем број на мани, излегува надвор од уставните рамки и е дискриминаторен кон помалите етнички заедници. Со тоа што на овој закон е ставено европското знаменце, обструирана е дебатата со што е ограничена и амандманската расправа за овој закон. Впечатокот на јавноста е дека тој закон влезе во односите помеѓу сите политички партии, без исклучок, некако тема која што треба да тргне од изворот, а тоа е како потреба на граѓаните за подобрување на граѓанските права во оваа држава, туку дојде на дневен ред во меѓуполитичките односи помеѓу сите партии во Република Македонија како тема која што се искористи или се злоупотреби за политички калкулации, градење коалиции, градење влади и така натаму и така натаму. Затоа законот има многу дефекти. Заев појасни дека владата при давањето европско знаменце на овој закон се повикала на Европската конвенција за употреба на јазиците. Еднаквите права на граѓаните се и европски вредности и нешто кое што се донесени согласно одлуките, декларациите, резолуциите на Европската унија, нешто кое што исто така е важно на патот на европеизацијата комплетна на Република Македонија. Ние одлучивме да биде составен дел од националната програма, согласно кое што се става знакчето на Европската унија. Комесарот Хан во својата изјава алудираше дека навистина има и поприоритетни работи во делот на скеджуалот за самата агенда на реформите. Димовски истакна дека европското знаменце може да се постави на закон кој е дел од европското законодавство со цел усогласување со европската регулатива. Во европското законодавство не постои ваков закон и токму поради овие неправилности требало да биде вратен на владина седница. Со овој закон не се штитат интересите на граѓаните, туку на политичките партии. Овој закон е поставен на дневен ред како тема за градење на влади и коалиции, додава Димовски.